настаните на начин на кој историјата тоа не може да ни го доводи. Романот Водена приказна од авторот Александар Кулец е водена, е приказна за луѓето од градот Воден и неговата околина, но приказната е водена од авторот кој со своето проникливо око и сетило на мајсторски начин пренесува две вистински тажни приказни на македонците од овој рајски предел на Македонија. Првата Водена приказна не враќа во граѓанската војна во Грција, која се истурила врз невините македонци после Втората светска војна, и втората Водена приказна не соочува со современите последици од таа војна во преживените македонци од пеколот кој го приредиле монархо-фашистичките грчки војни сили со помош на британските пилоти, кои за прв пат во историјата токму врз македонците ги истуриле пеколните напалдовни. Да не чека некој? Низ непријатна воздушка промрморе Златка. Тоа е госпоѓа Марија. Знаеш, таа не е Арна. Како не е Арна? Како да ти објаснам, се трудеше Златка. На ветвото време пауджилите внутро влегле во нивната куќа, како што правеле во многу други ендопски куќи, со воловски живи за тепање, со пушки и сукани ножеви, право во одајата каде што спиеле мајка и татко и нова Марија. Македонската Голгота не престанува. Сегашноста и минатото се испреплетени меѓу себе, што Сашко многу убаво успеал тоа во еден убав книжен наратив да ни го долови токму преку Водена приказна. Често пати ја викам Воденска. Не е ни тоа голема грешка. Ете со дел, која што е символ пат на страдањата на секупниот македонски народ. Окол милета високо на таја града кукуша мори девојко на таја града кукуша на делчевите дворови мори девојко на делчевите дворови на делчевите. Оно што сакам да го кажам сега во моментот ми доаѓа беше прашањето дали треба да биде толку ригорозен јазикот на кој е напишано, дали работите што се случувале треба да се наречат така, дали настаните треба да се опишат со сета своја болка, со сета своја суровост со која издобилуваат. Па можеше ли тоа да се каже со други зборови, со одбрани зборови, со помеки зборови, па можеше ли да се каже со зборови на преносно значење за читателот сам да се сети. Да. Одлучив, работите ги бидат раскажани така како што се случувале, му се допагало тоа на некого или не, го болело тоа некој или не. И мислам дека во досегашните промоции во контактите со луѓе кои веќе го имаат прочитано романот, сум ми донел вистинската одлука и така приказата станува многу појасна и многу посилно се таложи во сршта на коските за никогаш да не биде заборавен.